Добродојдовте во нова емисија од подкастот Книжевни разговори. 5-та сезона, ова е 6-ти пат по кој што се собираме во понеделник навечер да поразговараме на теми поврзани со литература и книжевност во Македонија. Како што најавив претходната емисија, овој пат зборуваме за жанровска литература, малку поврзано со низе и со низиниот развој во Македонија во последниве неколку години. За таа цел тука ми се присутни Сузана Камберова и Благој Стојков. Ќе ги поздравам, ќе ги посакам добре дојде, наши автори на жанровска литература. Како се чувствувате вие во студио? Мене ми е огромна чест што сум овде, во друштво со дама како Сузана и со господин како тебе. Чест и задоволство се мој, бидејќи сум поканен како исклучително млад човек и автор на оваков значаен настан да зборуваме за жанровска литература и искрено сум многу среќен и удостоен и се надевам дека публиката која ќе го гледа ова ќе ужива. Да, Сузети, како си? Да, јас се чувствувам одлично и како ни би вака со млади и надежни, да речам, двајца писатели во друштво, мене ми исто задоволство огромно. Да, и ми се чини дека преку вакви емисии тие некои лични пријателства можеби се продолбочуваат, со тебе веќе се знаеме и заедно сме биле некои настани. Сузана допава ќе бидеме на крајот на оваа седмица, меѓутоа за тоа нели отом потом. Еве ајде да ве прашам вака прилично да си почнеме неформално епитен, зошто воопшто пишувате? Ајде дадеме предност на дамата, мислам, да испаднеме кавалери. Па кај мене, можам да кажам дека мене тоа ме изненади на вистина, исто и моето семејство остана изненадено. Сега јас секогаш уствари од уметноста сум сакала да цртам. И тоа и го едно време дури се обидував тоа да ми биде професија, односно отидов да речам до Академијата за ликовна уметност, гледав како можам ли да се запишам, но некако патот ме однесе на медицината. И со уметноста онда се бавев аматерски, нешто имам испосликано за дома, а пишувањето, иако сум читач пасиониран, сум се обидувала, можеби онака да седнам и да смислам приказна или нешто таква, ма не ми одело, навистина. Дури еден ден некако приказните почна да ме бркаат. Мислам, тоа беше кај мене. Ги имам, ми се јавуваат у глава, ги имам во глава и дури не ги изведам од себе, не можам да... И малку можеби тука допринеси ова време со социјалниве мрежи, тоа секако кај мене. Значи, наместо некој муабет за кој онака small talk што се вика, за кој можда не сум многу вична, мене ми лежеше да напишам некој статус, па сега тоа малку прерасна во нешто посериозно. Да речам цел некоја изјава, декларација за некое општествено случување или за така, или едноставно за некое чувство, нешто што сум почувствувала, можеби дур сум одела на работа. Пробав тоа така како игра да го направам, односно да видам дали ако го напишам во некој текст и го ставам на Facebook, на профилот, дали тоа ќе има некој одзив. И за моје чудо имаше реакција позитивна кај пријателите, кај сите што ме чита, па и некој од страна, па и дури бидејќи сум лекар работам, па доаѓа и пациенти да ми кажат дека ме читале, па некој дури сакаше да ме прочита на еден официјален настан. И тогаш ми стана интересно и тоа го раскажав дома на моите, дека ете можеле случајно да гледаат телевизија и некој да прочита мој текст. И татко ми и мајка ми се интересира, татко ми посака нешто као да заеднички напишеме на негова биографија и така некако влегов и во се подлабоко да речам во овие води. И еве да не должам можда. Така беше тоа, да. Како беше во твојот случај со оглед на тоа дека ти си релативно млад како писател и тоа треба да се поздрави? Па да, релативно млад сум, имам 21 година и уште од кога знам за себе јас растам со секој вид на уметност, почнувајќи од филмови кога бев дете со моите родители, ностоп гледавме филмови и еве до ден денес не можам да замислам ден без музика. Обожавам сликарство исто така. И како резултат од целата таа моја инволвираност во светот на уметноста, јас сметам дека секој еден човек на оваа планета е способен да се занимава со некоја уметност. И што според мене уметноста е канал за пренесување на емоции. Затоа јас во мене најдов некој потенцијал дека можам да напишам некоја приказна, некоја прозна приказна, во мојот случај 4 романи, и доколку успеам да пренесам некои мои емоции, некои мои идеи, некои мои настани кои јас сметам дека некој би уживал во нив, целата на целиот тој процес би било да создам едно дело во кое некој ќе ужива и сметам дека тоа е целата на секој уметник, сликар, актер, писател, музичар, што и да е,
да создаде некое дело, прво да пронајде потенцијал во себе дека има потенцијал за некоја уметност, па да создаде некое дело и со тоа дело да разубави некој живот. И јас го пронајдов тој потенцијал во мене, се обидов, беше тежок процес, како дете од 16 години да седне позади компјутер и да пишува, па ова не ми се допаѓа, го бришам, ова не ми се допаѓа, не, па конечно после месеци и месеци, па дури една година работа, создадеш нешто и си речеш, еве, ова е тоа, ќе се обидам и таа една книга стана 2, 3, 4 и да, тоа е еден прекрасен процес кој навистина би сакал да го продолжам. Да. И јас се надам дека ќе го продолжиш сега. Веќе кога дојдовте момент на пишување, како дојде до ситуацијата да изберете она подолга проза како нели начин жанр, не потесен вид во кој што се твори, а потоа нели ќе дојдеме и до жанрот. Дали претпоставам дека во твојот случај горе доле како што мислам дека значи директно си се ферил кон романот, меѓутоа не знам како е во случајот на Суза. Па мене природно ме влечеше некај подолго. Например, еве јас сум колумнист во економија и бизнис, нели таму отприлика и за воопшто за колумните имаме некој ограничен број зборови, карактери, како и да е. Јас сум стално до максимум или пак кратам. А и не знам, приказните просто и кога пишувам кратка приказна, таа некако наликува на некој мини роман. Значи им дури ги има оние увод, разработка, заклучок и мислам дека барем од моето искуство со пријателите други вака што пишуваат луѓе како мене, дека ми е полесно на почеток ја пишував како кратки приказни, меѓутоа тоа е некој да се опробаш како ти да пишувањето брзо, ефикасно, ефектно. Меѓутоа роман за да напишеш бара многу работа и во недостиг можда на време денес и така натака бара можда вежба. Мислам дека заради тоа многу се определуваат за поезија, добро, за тоа треба и да сакаш поезија, да, а за кратка приказна затоа што за некое кратко време ќе ја имаш како готова. А романот мене ме влече повеќе. Во секој случај можам да се изразам подобро. Да, фактички романот треба да си малце подолг. Да. Меѓутоа, дали правите разлика, например, са ти начна малку тоа, меѓутоа ќе го прашувам Блага конкретно, дали правите разлика во основните структурни елементи на приказна, без разлика тоа дали е сместена во краток расказ, или подолг расказ, во однос на тоа во романот. Бидејќи јас барем, како гледам на тоа, пак мораш да имаш почеток, средина, крај. Тоа е начинот на кој што ние фактички доаѓаме до едно повисоко знаење, фактички теза, антитеза, синтеза. И јас се обидувам тоа да го препознавам и во расказ и во роман. Ако го нема, во расказ можеби ќе помине да го нема така, меѓутоа ако имаш, не знам, роман од 300 страни и не дојдеш до тој момент, мислам дека некој не си завршил работата. Така. И јас прво се одлучив за роман као директно, не сум прво поезија или некој друг вид на литература, веднаш се одлучив за роман баш поради причината дека таа романот е долг, имаш голема слобода да се изразиш на некој најопширен начин, бидејќи нели во поезијата ти треба да кажеш многу со малку зборови. И сметам дека тоа е многу поточко да напишеш ти некоја поема која ќе биде, не знам, неколку страни, неколку листа или десетина листа, неважно, и со тоа да обработиш некоја мокна тема која ќе остане во историјата. И сметам дека единствено тоа го прават некои најголемите мајстори на пишувањето. И затоа јас се еве како млад автор се одлучив за роман, бидејќи идеите и темите и филозофските правци и размислувања за кои што сакам да пишувам, сметам дека ми е потребен голем простор за изразување, многу страници за да го напишам тоа што сакам и во роман го пронајдов тоа, односно апсолутна слобода да создадам ликови, да измислам приказна, да ги обликувам тие ликови, да ги развивам, да ја развивам приказната и патем и да пренесам некоја порека до читателите на некои суптилни или очигледни начини, односно да не доложам многу, мислам дека романот има најголема слобода на изразување за авторот и авторот најлесно може да се изрази преку роман. Во однос на структурните елементи, јас би рекол дека секогаш можеби е погрешно, не знам, ама сметам секогаш јас се водам по тие пет етапи на развивање на драмското дејство, односно вовед или експозиција, заплет, кулминација, перипетија и расплет. Односно,
не како структура на една драма, како структура на еден филм или роман, небитно туку како структура на една приказна, односно секоја една приказна треба да има воведен дел, треба да се случи некој иницирачки инцидент, односно нешто што ќе го поттикне дејството, па дејството уште толку да влезе во заплетот, па да се случи некој врв, нешто нешто толку мокно, нешто толку неочекувано што ќе биде кулминативна точка во раскажувањето, во приказната, па после на таа кулминативна точка без користење на некои тоа мислам дека некои автори и режисери го нарекува Deus Ex Machina, кога ти ќе создадеш некој интересен, неочекуван заплет и после едноставно така се било сон или се до тоа јас сметам дека го прават лошите автори. Односно таа кулминација ти треба да најдеш некој... Ти треба поставка за исплатата, да разбираш што кажеш. Да, поставка, разумен начин од таа, од врвот од кулминацијата да најдеш некоја перипетија, односно некое очекувано дејство, кој нема да биде Deus Ex Machina, туку ќе биде во контекст со експозицијата, со заплетот и со кулминацијата и после од таа перипетија дојдеме до тој расплет каде што секој лик ќе го добие својот крај, независно дали среќен или трагичен. Да, тие неколку опции зависно од тоа какви херои одбираме, дали се класични херои, антихерои или можеби нели трагични херои. Меѓутоа па ја мислам дека најдлабоките приказни со трагични херои се. Апсолутно се согласувам. Сузети, што мислиш на тоа? Да, апсолутно се согласувам и се согласувам со све ова што го кажа Благо, е интересно. Мислам и јас истото некако по истото се раководам инстинктивно или неинстинктивно со тоа што зашто може да идам во роман, затоа што на пример кога почнувам да пишувам, нели имаше една изрека, него наводно авторот на ова на Играта на престолите, овој Џорџ Мартин, да. Он нели грубо ги дели писателите на нешто што го вика градинар и архитект, на пример, почнувате и сега како ќе го ставите семето и да така и што како никнува. Тоа е еден... Он се декларира како градинар. Он се декларира како градинар, ја исто. Да? Да. Да, меѓутоа ти немаш толку многу време за пишување на книги, мислам толку не ти треба толку време. Не ми треба. Да, ама архитект така некако сега за сега не сум, можда е тоа некоја наредна фаза. И како ќе ја почнам приказната, мене ме води некај да го ширам тоа дејство, да иде вака низ. Некогаш и замерувам можда затоа и определбата за жанровска литература, барем во моментот, затоа што она понекако мислам дека ги испочитува тие класични принципи на развој на едно литературно дело, додека во современата, нели, модерна, постмодерна, свеедно, уметничка, нели, можеме да најдеме многу различно конципирани романи, кои мене можеби не секогаш ми оставаат впечаток, може они да се квалитетни, јас не навела. Така да, еве, од тој аспект, мислам, можда затоа изборот за жанровска литература. Да. И сега ти интересно, ама гледаш како низ природен разговор, она што сакам да прашам следно, на веќе дел многу одговара. Зошто се одлучивте да, например, во конкретен жанр да пишувате? Сега зборам пак нешто пошироко, меѓутоа секој еден роман си има па нели па потесна приказна, нели? И барам јас обидно така го направам на жанрот, па некој поджанр. Меѓутоа зошто не е нешто што е малку пошироко како класична драма, нели? Не драма во таа номинативна смисла на зборот, туку нешто што можеби не може да се дефинира жанровски, фактички литературна фикција. Така. Па зошто се одлучи за жанровска наместо литературна фикција? Би рекол дека јас читам се, значи обожавам трилери, обожавам класици, обожавам драми, читам понекогаш и поезија, романси, хорор книги и сето тоа. Така и треба да правиш за да бидеш добар писател. Да. Но се одлучив да пишувам трилери бидејќи сметам дека најлесно може да допра до поширок спектар на публика. Зошто? Затоа што еве на пример зборувајќи за литературна фикција, односно кога зборуваме за литературна фикција, зборуваме за некоја фикција која е на некој пошироко општествено ниво, односно има некоја подлабока порака во неа и сметам дека за да напишеш некој дел од литературна фикција треба да си навистина некој гениален автор, бидејќи еве кога ќе спомнам некој литературна фикција, јас во паметот ми доаѓа Албер Ками и неговите филозофски дела за апсурдот или нешто како во стилот на Вирџинија Вулф и слично, што е сепак мислам дека за
одбрана читалска публика која веќе има искуство во читањето, која е навлезена во литературата малку повеќе стручно. Додека жанровската фикција може да допре до секој и до некој Не нов толку поткован, да. и до некој нов читател кој воопшто нема слушнато и ниту за Достоевски, ниту за Толстој, ниту за Иго, ниту за Ниче, ниту за Габор Матеј или Питерсон, тој директно може да почне од жанровска фикција. И сметам дека трилерите или криминалната фикција се читаат брзо, читаат лесно и секогаш можеш да напишеш нешто уникатно. Еве, ако јас сепак се одлучив за жанровска фикција, пишував некоја романса, не го направив тоа бидејќи сметам дека многу од тие љубовни приказни, среќни или трагични се раскажани на и што е да ми напишел би се повторувал. Или еве да би пишувал хорор, пак би требало да измислувам нешто надприродно, сметам дека целиот тој хорор спектар, односно хорор жан е изучен и изнапишан и прочитан од многу автори и читатели. Например, Стивен Кинг е моментално го читам да го спомнам, него гениален автор. Додека трилерот, да, има многу трилери, се пишуваат многу трилери, ама сметам, мислам и не сметам и мислам, сигурен сум дека кога пишуваш трилер, кога пишуваш некоја мистерија неочекувана, приказна со мрачни ликови, со многу пресврти, со психолошки елементи, во неа секогаш можеш да најдеш нешто ново и нешто уникатно што ќе биде ново за публиката. Трилерот е најдостапен за тоа и еве јас кога го пишував Пеколен мерен месец, можеби ќе навлезам малку во спойлери, ама ајде ќе зборуваме. Претходно имав доста читано трилери и си велев, ајде ќе напишам некој трилер, ама сакам ова да биде нешто сериозно, ова што ќе го нешто што ќе го пласирам на нашиот македонски пазар, ама да не биде нешто видено, да не биде нешто читано, да не биде нешто напишано. И затоа си мислев хорор, романса, драма, ама си реков окей тоа, ама нема добро да се најдам во тоа. Ќе напишам нешто што ќе биде клише. Нека биде трилер. Нека биде трилер што нема што е толку табу, толку бизарно, толку туѓо за македонската читателска публика и се одлучив за две теми. Односно Пеколен мерен месец е трилер за млад брачен пар кој одат во американската држава Монтана и таму се среќаваат, односно запаѓаат во стапица на култ кој се занимава со канибализам и лоботомија. И се реков, еве, канибализам и лоботомија, две толку бизарни, одвратни, лоши нешта, односно канибализам, знаеме, едењето луѓе и лоботомија е хируршки метод кој, не знам, функционира во 17-18 век, каде се инјектирало алкохол на луѓето преку носот во фронталниот лобус на мозокот и на тој начин се правила табула раса, односно се бршат нивните сеќавања и дел од когнитивните способности. И се реков, ајде ќе пишувам за тие две нехумани постапки кои некогаш постоеле и можеби постојат, бидејќи сметам дека е толку уникатно, толку жанровски, што ќе допре до секој кој чита книги ќе ужива да чита еден таков трилер, освен тоа ќе можам да пренесам некоја порека преку тоа. Да. Добро, сега Сузана, како ти се обидуваш во твоите книги таа дихотомија на можеби, значи жанровска литература со малце белетристика на другата страна, да ја премостиш и дали воопшто може тоа да се случи? Јас мислам дека може би мислам дека тоа го правам, барем со последнава книга, меѓутоа како ти се справуваш со тој момент? Дали внимаваш на тоа да се испоштуваат некои тропи или едноставно нели приказната си го прави своето, па ти едноставно таа приказна си диктира дали ќе остане во рамки на жанровска или можеби или пак свесно ти можеш некако да буткаш во другие води? Бидејќи се уште тоа што го пишам, еве, например, последно нешто што напишав, што тоа не е објавено, се надевам ќе се најде некој издавач, е сосема па во друг жанр. Тоа е нешто како современа бајка, фантазија, значи, можам да кажам дека се уште се можда барам во кој жанр припаѓам, меѓутоа мистеријата, еве, Благој рече трилер за него, моите не се класични трилери, тука можда жанровски негде би влегле во мистерија. Така, ја ги доживувам. Да.
И еве првиот роман што ми објавен писмо, тој е фактички една фамилиарна драма, меѓутоа има целото дејство го држи една мистерија што се случува, стигаат писма од некој непознат што ги праќа, се врти све околу една семејна тајна која до крај така полека се расплетува, така да јас да речам, можам да кажам дека почнав да пишувам за да мене ми биде интересно, се ова да не звучи себично, можеби ако се развијам и ако останам нели во овој дел, ќе почнам да размислувам и во овој поглед, нели, како, што да интегрирам, што да ја спојам ли. И јас исто, значи, се забавувам многу да пишувам, тоа ми се допаѓа, затоа што самата се заплеткувам во сопствените. Мене ми е најважен да речам се уште во целиот тој процес самиот заплет, значи приказната. Јас сакам да направам интересна приказна која навистина ќе го внесе читателот во тоа, нели секој што сакала, сум читала се што, апсолутно се, дури некои можда долги години наназад, престанав и да читам воопшто литература, белетристика, каква и да е, него читав книги што се подведуваат, не знам, под есеистика, филозофија, духовни книги, духовност ли како би рекла, историја, археологија, математика, дури популарна нели психологија. Сето тоа јас долги години читав многу и мене ми е тоа поинспиративно за да напишам една книга, така да во моите книги можда не би имало многу чести референци на некои други писатели, затоа што тоа малку па не сум сигурна дали на пример паѓам под влијание на некој друг автор ако многу се бавам со него, а вака мотивите за кои во секоја нели моја книга сепак тие се повеќе слојни, како кој ги гледа, некој може да ги прочита и да си најде интересна мистерија. Меѓутоа темите кои се допираат обично се филозофски. Јас исто тоа се нешто концептот на времето, нели, дали циклусите на живот, што и зашто сме ние тука, има ли нешто напред во иднина, има ли нешто повеќе од овој живот. Тоа се тие некои вечни прашања кои јас на свој сопствен начин еве кон вака со да речам со еден мистериозен со една мистерија која се обидувам да ја напишам или ликовите да ги изградам во тој стил, се обидувам да ги допрем тие прашања, така да тука евентуално така можам некако да се поврзам, а инаку имам желба, нормално, можда секој има таква желба еден ден, како што рече Благоја, дека тоа стварно треба да сте врвен писател, можеби, ама се е тренинг, па и тоа. Еве се трудам да напишам секој ден барем по некоја цртичка за да останам во игра, да. Или на пример, не знам, се обидувам сама себе да си дам задачи, немам со тоа со кого многу да го правам, можда сега со ова вештачката интелигенција ќе ми дојде згодно. На пример, нешто банално од просторот да се обидам да го опишам уметнички, да видам како тоа ќе изгледа. Тоа се некои вежби сама што си ги креирам, инаку би сакала да напишам еден голем филозофски роман, може така да се каже, кој би бил баш онака можда најуметнички или како би го рекле. Да, меѓутоа за такво нешто ти треба претпоставувам подолг временски период и експериментирање со јазик и со стилски фигури и со можеби тие некои правци кои што нели ние живееме сега во време на постмодернизам, меѓутоа полека и тоа го оставаме за нас. Значи треба да бараш нешто подруго, некој начин изразување кој што еве ќе спомнам тука историографската метафикција, можеби ова како се вика појумената која што е искористена во мојот последен роман за создавање на приказна, како постмодернистички техники кои што можеби зазираат и во полето на метамодернизам. Значи фактички комбинацијата на одредени жанрови и правци е тоа што за мене издигнува едно парче на уметност, литература, книжевност во однос на некое друго. Ние можеби живееме некој подневје каде што можеби се гледа малце поинаку на таа комерцијална литература, каде што жанровската неминовно спаѓа, зависи која нели, во однос на нели повисока литература или белетристика која што е кажуваме, и некоја литературна фикција со нејзиниот стручен термин. Дали ти се обидуваш така, Благо, бидејќи знам дека пак комбинираш сепак колку толку жанрови, дали го сметаш тоа комбинација на жанрови и на тропите дека издигнува една приказна во однос на друго? Апсолутно да, и ќе ви кажам и зошто. Еве сега после 4 напишани книги,
Ехот на споделеното лудило беше издадено речиси пред една година, мај, во мај 2024 година, и од тој период нааму еве се обидов да напишам нешто во ист трилер стил, ама не ми одеше. Чувствував дека нешто не е доволно добро, па почнам некој друг проект, друга идеја, па сметам дека тоа не е доволно добро, и дојдов до степен каде што не знаев, буквално немав идеја што да продолжам да пишувам, и тогаш читав тоа книга Кокобаяши Мару, каде што навистина уживав, инспирација. Морам да ја пофалам, бидејќи навистина прекрасна книга и ужива во нејзиното читање, каде што нели ти раскажуваш приказната за Виктор и неговото семејство во банката како грабеж, односно како некоја акционо крими дејство, а од другата страна после секој сегмент од приказната се навраќаш на брат му на Виктор и неговиот разговор со мајка му, каде што тој споделува некои своји гледишта и правци за уметноста и за животот, и навистина бев воодушевен од тоа како во еден трилер раскажуваш крими настан или трилер мистерија приказна и се навраќаш на еден обичен разговор помеѓу двајца ликови кои што се занимаваат со разговори за животот, за филозофија, за уметност. Претежно за книжевност. За книжевност, да. И искрено тоа малку ме размисли, и еве сега кога сум во процес да се одлучам што да пишувам следно. Навистина би сакал да се обидам во некое такво мешање на стилов, односно да не биде чист трилер, туку да направам некој нов експеримент во кој ќе внесам и нови жанрови. Се уште не сум одлучен како ќе го направам тоа, но би сакал, еве, имав некоја идеја да се обидам да напишам збирка од short stories, од кратки раскази, од кратки приказни, ама и тоа ми остана само на идеја, и моментално еве имам започнато нова книга трилер. Ја имам започнато и таа збирка со кратки раскази, но не знам дали ќе продолжам така да биде чист трилер или чиста кратка збирка, или ќе мешам некои стилови, и сметам дека така со мешање на повеќе жанровски стилови, секако дека уметничкото дело ќе биде издигнато на 1 до 2 нивоа повеќе, бидејќи ќе обработува многу повеќе теми, ќе допре до поширока публика, но искрено се уште не знам како да го направам тоа, и сметам дека се уште треба да учам и да се надоградувам себе си како автор за да успеам во тоа. Да, меѓутоа гледам дека и двајцата размислувате во една слична насока како и јас, дека треба авторот, писателот првично да пишува за себе. Зошто? За да биде потоа добар за биде останатите. автентичен, да биде автентичен. Има автори кои што па и во светски рамки и во домашни кои што можеби се обидуваат на еден друг начин да се додворат на некоја публика. Мислам дека тука е таа замка на која што треба да се пазиме, Сузана. Зошто? Затоа што ако пишуваш пред се за себе си, што викаш ќе бидеш искрен. И мислам дека нема промашај. Не може, не гледам зашто би се пишувало воопшто на некој друг начин. Добро, не знам, освен ако го сваќа тоа како некој бизнис или нешто. Има сега секакви моменти, меѓутоа ако вие не се сами себе забавувате со тоа што го пишувате на било, мислам, дали и се надградувате, не знам како другите очекувате тоа да го прават. Она што зборевме се за мешавина на жанрови, да, јас се согласувам со двајцата вас и се согласувам, ја читав и книгата твоја, Анда, и ми се допадна многу тоа. Меѓутоа, морам само, еве, како забелешка, не да биде забелешка, него да кажам дека јас сега читам со очи на автор, на некој што пишува, а жанровската литература можеби има некои своји фанови кои се строго, кои сакаат таков одреден жанр и го сакаат како таков. И тука не знам како таквата мешавина едноставно, која ќе измешаме повеќе жанрови, дали ќе се ја најде конкретно, еве, една од коментарите, ја што ги добив за тоа последно што пишав, дека е која е целната публика. Тоа е, пак ќе речам, тоа е сега со елементи на фантастика и на не епска фантастика, ама има така еден момент и на можеби на тоа и на бајка која е на некој современ начин представена. По мене може да ја чита било кој, мислам, таму има доста филозофски, не се тие онака дадени апла да се разбираат, меѓутоа во подтекстот може било кој возрастен тоа да го прочита. Ама прашањето е конкретно од издавачот е за кого ова е наменето. Така да тука има некоја потешкотија. Прво ќе те прашаат. Да, и да. ќе кажеме сега следно зашто е тоа така. Да, кога ќе влезе еден
читател, нели, просечен во книжарница. И не знае што бара и му се обраќа на продавачот, ајде препорачи ми нешто. И прво нешто ќе рече продавачот кој жанар. Тегно, Да. пошто што ги ти препорачам, да. Сега, зошто според вас мислите дека ајде можеби поголем дел од публиката, пошироката публика е повеќе сака да чита можеби нешто што е стриктно определено, отколку нешто што е недефинирано, дали мешавина од жанрови или можеби општо таа белетристика, литературна фикција. Имаш и така некоја идеја зашто е тоа така? Па зошто е на публика сака да чита нешто што е стрикно определено? Па сметам дека на општествено ниво, да, сепак тоа е некоја проблематика на општествено ниво, но сепак е и индивидуално, односно од психолошкиот аспект и сите наши желби, сите наши интереси и намери како јас сметам дека ние се раѓаме како табула раса и она што ни се случува во нашето рано детство има најголемо влијание врз тоа какви ние личности ќе бидеме во нашето возрастно доба и што ќе сакаме и што ќе практикуваме и во што ќе уживаме. Па зошто луѓето сакаат да читаат стриктно некој жанр, претпоставувам дека може би има врска со тие вредности за кои што зборуваме. Па да, сепак е на некој индивидуално ниво, но знаеш секој општество го прават индивидуи и ако еве таа една возрастна група, една индивидуална општествена група има растено во исто општество, во иста држава со исти услови, голема е веројатноста 70 до 80 проценти од тие луѓе да сакаат еден вид на уметност, еден жанр на книги или да уживаат во вид на музика, еве тоа гледаме тука дека речиси вкусот на музиката на сите луѓе, особено на младите, е под влијание на тоа што го пријаме од медиумите, од социјалните мрежи, се од тоа, па така и во контекст на книжевностна, односно понудата ја креира поборувачката, знам. Апсолутно, само да кажам дека понудата ја креира поборувачката, односно жанровската литература има огромна понуда, многу дела, многу автори и сето тоа и од тој еден огромен океан на книги лесно да се избере еден жанр, додека комерцијалната литература е пак со некој по-префинет вкус за некоја потесна публика и потешко достапна, па баш поради таа причина, поради достапноста и поради можноста да се ужива во нешто, сметам дека луѓето бираат повеќе жанровска литература. Меѓутоа едно, ако можеме да се убацаме едно интересно прашање, мене што ме мачи. Дали, еве да речеме во моментално општество, дали ако се направи малку повеќе напор, еве на овој начин како подкасти, ако се направи малку повеќе напор во општеството, во институциите за култура, медиумите пред секако, нели, да се приближи таа повисока литература или поуметничка литература до обичниот читател, што мислам дека не се прави во моментот воопшто, дали таа ќе им стане поразбирлива? Јас сум сигурна дека да. Исто тоа, например, една златна ера, ако можем така да кажам, во бившата Југославија, кога дали издаваштвото и све имаше процвет. И воопшто начинот на кој нас не се представуваа книгите, како се учевме за нив, како не подготвува и во школо и дома нели се купуваа книги кај тие што беа љубители, нас не предиспонираше за еден повисок ниво. Тоа се враќам пак можеби нова благо што го кажа. Што е понудата, тоа ја обликува на пример и побарувачката. Меѓутоа сметам дека многу слабо се прави напор за тоа. И самите издавачки куќи како да се послабо се интересирани за некој маркетинг, мислам не во онаков банален, вулгарен можда маркетинг на книгите како сега роба, меѓутоа каде се тие емисии, например, повише со писатели, каде се представувањата, не се спомнува, нели? Ние сме денес едно максимално исполитизирано општество каде што децата ги знаат политичарите, меѓутоа јас се прашам дали ако сретнеме например на улица направите анкета и да прашате за 5 македонски автори од помладата генерација, дали па ја верувам. Добро нешто ќе се каже, можеби, ама и па и да кажат, еве да чуле колку ги читале. Пошто едно е да слушнеш, а друго е да почнеш. Едно е да слушнеш, тие луѓе работат, творат, мислам, дело мислам тоа творештво и врвно и сето тоа,
А исто и со жанровската, мислам жанровската може да е подостапна, може да е така, ќе се стави во маркет, па некој ќе ја купи, пое незината понуда е може да поне така софистицирана и луѓето мислам дека ја читаат затоа што може би е така полесна им ја не мора не им бара многу ангажман психички, интелектуален, некогаш полесна. Туку си управо, да. Може би затоа добивам некои коментари за последниот роман дека ми е малку по ако кажав тоа уште устар. Да, Ја го доживувам, ајде пола некаде. Сега се замарат многу кога го читале, треба да дочитува, да дочитува. Точно. Да, ова е лесно и брзо се чита, си уморен, може да нема да памтиш трилерот, да го памтиш или не знам, жанрот некој. Да, меѓутоа што се случува ако успееш тие да ги обединиш две работи, што не е возможна мисија како што кажувам, затоа што гледаме и странски автори и почињаат полека и наши. Да успеваат, значи тропите и од жанровска литература и од литературна фикција да бидат обединети во едно дело. И сега тоа е тука фактички со еден камен постигнуваш нели две врапчи њубиваш. Се додворуваш и на едните и на другите, додворуваш може би малце така груб збор. Меѓутоа која е целта? Целта е и да забавува литературата, она како ќе му дојде тинкингот. Зошто се највисоки жанрови романсата горе и детективскиот трилер. Значи буквално така е по некои си размислување на странски наратолози. Затоа што едното те тера на thinking, ова предпоследно, горе другото е на чувствување, на feeling романса, нели? Како двајца заедно да живеат во хармонија. Па тука ги гледам тие некои моменти, значи драмата секако дека ќе вметне елементи од романса, нели? Предпоставувам љубовни приказни имаме во сите семинални големи дела и на наши автори од позвоениот период. Едноставно можеби човек треба да биде доволно начитан за пред тоа и да се обиде да го прави, што викаме. Значи можеби уште ни фали таа мала поголема понуда за такви едни дела, меѓутоа тоа е и мојата цел и затоа ја повикувам вака во емисија каде што можеме да малку предрасуди за жанрот да ги побиеме на некој начин. Меѓутоа секој дека и тоа важи. Да, треба литературата да забавува, треба да постои и таков и верувам дека еден автор може да напише и такво нешто со тек на време. Ево, значи самиот Благој кажа, сега вика се обидувам нешто да испане многу пошироко од мене, меѓутоа треба време за таква една работа. Па апсолутно. И Агата Кристи знаеме, односно може и не знаеме. Заборив како беше тоа другото уметничко име под кое пишувала драми, мислам Меккормак, мислам дека е така, некако, да. Сум прочитала една, односно не ја слушав на аудио, пошто не можев да ги најдам. Така, мислам, сосема различно делува како авторка на таква литература и во однос на... нели побарувачката е била за тоа што беше највише позната. Да. Херкул Пуаро и така натака. Да, меѓутоа, видиш, тоа она не сакала наводно многу тоа да го... Да, ама она па сега веќе е сама по себе некој поджанр, значи за некоја книга кога ќе ја напишеш во тој стил можеби, потсетува на Агата Кристи. Да, она е више класик, да речем, во жанровската литература. Добро, меѓутоа пак ќе кажам to each his own, нели како викаат. Сега, сметате дека без разлика дали сте автор на жанровска литература или литературна фикција, успешноста на еден автор, што се мери повеќе од тоа, дали ќе бидеш продаван или дали ќе бидеш читан можеби? Дали ќе бидеш, не знам, присутен во медиум или тоа ти што го пишуваш да помине низ филтерот на секој еден читател кој што е љубител на книжевност и да си даде собствен суд и да ти пише некое мислење. Па тоа е малку контрадикторно, но многу интересно прашање. Дали на автор се позна по неговата публика или по наградите, презренията кои ги добива. Па јас би рекол дека јас ова мислам дека кој има не мислам дека сум сигурен дека во дело за благодарност на Пеколе мене се го пишувам дека целта на еден уметник не треба да биде потуметник, подразбиран автор, писател, сликар, скулптор, поет и се што може да се класифицира за како уметник. Мај да го стесниме тој круг на уметност за автор да зборуваме. Целта на еден автор не треба да биде да се да стане богат, да стане успешен, познат, да се купи некоја вила со базен или да запознае романтични партнер или ново Ламборџини, не. Целта на секој вистински уметник е да создаде уметност со која ќе разубави нечи живот. Односно кога некој ќе ужива во мојата уметност, кога некој ќе ужива во мојата книга, тој читател, тој човек после тоа да си рече јас ја читав оваа книга, јас уживав, јас се чувствувам барем за нијанса подобро од што се чувствував претходно. И кога веќе тоа разбувување на нечи ден, на нечи живот,
стане на колективно ниво, односно кога една книга ќе допре до пошироката публика и многу луѓе ќе читаат и ќе даваат позитивни критики за таа книга. Јас сметам дека тоа е што го прави еден автор успешен, односно тој фидбек, тие повратни информации од публиката. А сепак, нели, доколку еден автор е успешен со публиката, тука право пропорционално би одело и неговото и продавањето на неговите книги и наградите и признањата. Односно, наградите и признањата се малце по-деликатна категорија, каде што не секогаш се право професионални со тоа што сака публиката, но јас сметам дека еден автор е успешен ако има публика која го чита, ако има публика која го бара, ако неговите книги се продаваат за таа публика и откако таа публика ќе ја прочита таа негова книга, му се јави, му пише или напише ревју на Goodreads или на Facebook дека јас уживам во таа и таа книга, среќен сум што ја прочитав таа и таа книга и сметам дека мојот живот е за малце подобар бидејќи научив нешто од таа и таа книга. Ако го прашање се наградите и признањата, секој и дека тие се одлика за успехот, но приоритетно мерило за успех според мене било тоа, публиката и само публиката. Добро, Сузе? Се слагам апсолутно, не немам што да додадам. Баш ова кажано дека треба дека се разубавува нечив живот со тоа и јас исто пишувам за тие читателите. Сега наградата како некое признание е убаво да се добие, меѓутоа валоризација можеби. Валоризација на трудот, да, да речам некој од истата струка или како да речам постручен би го оценил дека некоја вредност има тоа што се работи или некоја награда, меѓутоа малку се награди, голема конкуренција, луѓе се трудат цел живот за тоа. Ја лично верувам дека да сум ставена во некоја комисија која треба да избере, никогаш немам одговор кој ќе ме прашале и порано, кој ти е омилен филм или која ти е омилена книга, па ја не можам една книга. Значи верувам дека би била на некој многу жешко столче да морам да изберам од така да се тоа е некогаш малку среќа, малку влијание, малку дури и познанство, не можеме никој од нас тоа да го избегнеме. Весе овде на пример ние сме на мала средина, за кратко секој со секој се знае. И сега дали вие скроз непристрасно можете да оцените некој кого го познавате, делото. Значи тоа треба објективно, може да не сте свесни за вашиот бијас едноставно. Значи све се знае. Точно. Треба Меѓутоа, дали сметате, јас барем ве сметам, меѓутоа дали сметате дека припаѓате на таква една генерација на современи македонски писатели, ти како помлад, ти како, ајде да речеме, Новајлија, од колку години сме на твојата прва книга? Па 20-та, мислам дека беше. Пак ти си релативно Новајлија, нова, иако си повозрасна со години. Меѓутоа, дали сметате дека сега доаѓа некоја генерација која што не се гледаат попреку како конкуренција, нели, творците на уметност, писателите, тука едноставно се трудиш да учиш од секого колку што е можно повеќе. Па добро, ја мислам дека младите генерации се многу по во многу работи многу подобри од нас, апсолутно. Ние носевме бреме на некакви, што знам, идеолошки концепции, што и да е. Мислам дека дел од младите ќе бидат растеретени од тоа. Посакувам само да бидат темелни, да навлезат во длабочина на процесот на тоа што го прават. Верувам дека тоа ќе биде така, нема зашто да не биде. Меѓутоа, што беше прашањето сега? Па дали тоа, на пример, сега ти си творец на жанровска уметност на некој начин, што е Благо и што и јас. На некој начин, ако не сакам да што знам, сега да бидете промовирани, нема да викнам во емисија. Значи, моментот на тоа дека ние сме толку мал простор и секој го знае, што тие ставања на спрепки и некои такви работи се за мене смешни работи, не се исклучени тука и уметниците, да се разбереме. Таа дури и сликари и музичари. Значи конкуренцијата е секогаш позитивна. Ние не можеме. Да. Апсолутно, тоа да се запамти. Мислам, јас имав таков проблем и во медицината, каде што имавме, не е битно, имаше ситуација каде што сака да се расчисти целата конкуренција, во која и тогаш се застапував и отворено во диалози дека без конкуренција сами си го сечеме столчето. За кого тогаш? Ние може, мислам, да наредиме 100 фиктивни награди, може и да ги добиеме. Не е битно. Меѓутоа, ако не се впуштиме во некоја, во премерување, не се тоа да биде онака вулгарно, пак да речам,
Меѓутоа и оној брейнсторминг, нели, ако немате вие со кого да размените мислење или да видите некоја идеја, не да ја украдете идејата, меѓутоа една идеја се расте на другата, нели, така, идат една врз друга. Без да има таква атмосфера, луѓе околу вас кои истото го прават и се разменуваат идеи, тоа е пропаднат проект. Така да сопките ние малку нели не обвинуваат дека како народ сме така склони за да се приемеме. Да, се обидуваме многу да, не да радува. побиеме стереотипи. Да, се обидуваме. Јас сум за тоа секогаш. Да, и нема зашто. Мене ми е драго. Мислам, еве конкретно можам да кажам за страшни приказни. Јас немав намера да ја пратам на конкурсот на Пегас. Немав никаква намера. Меѓутоа, баш затоа што си реков, а што сега јас ќе се бркам со издавачи овде, ќе се ставам трн во здрава нога, што би се рекло, ќе ставам некој дел од тоа ќе го ставам еве на Facebook. Меѓутоа тоа што го направив беше со голем одзив и мене конкретно, можам тоа слободно мислам да го кажам, ме исконтактира Сонја Манџук, она е писателка и добитничка на Пегас наградата за 2019. И она ме поттикна, нарече што е ова е многу добро, зашто не го пратиш некаде. И јас за тоа сум и апсолутно многу благодарна, бидејќи стварно да не беше тој нејзин момент поттик, еве без мислам нема она ништо од тоа, дури нема ништо од тоа, да, меѓутоа и мислам ја истото би го направила. Ако сметаш дека е нешто што да. е убаво за да биде апсолутно, да, зашто? Издадено, Јас нема да бидам подобра ако некого турнам доле, мислам. А тој што е квалитет пак ќе си дојде, тоа сепак си е, само што ќе дојде, ќе се измачи, ќе си дојде на потешок начин, зошто тоа би го правеле јас? Мислам, познато е. Суетата е... Таа некој си ниска свест која што е присутна секаде, меѓутоа, ајде, треба да работиме на тоа и пак верувам дека ако не се зборува во етер за вакви работи, нема да промениш барем ке еден човек некој такво мислење кој што мисли дека конкуренцијата може би ти става скрепки, оствари те прави подобар. Земи еден фудбалски тим, ти следиш фудбал, знам, кои се најдобри, тие што имаат подеднакво добри и први 11 и не замените точно, 10 точно. луѓе. Значи истото е така и во книжевноста, во уметноста. Значи мора да се буткаме и да учиме едни од други. Мислам дека таа е убава порака на која што можеме да нели превршиме оваа емисија како една филозофија за животот. Меѓутоа ајде и последно прашање до двајцата, што е следно од Благоја Стојков и од Сузана Камберова на поле нели на книжевност за 2025 година или понатаму? Па следно, како што кажав претходно, да се обидувам да напишам еден трилер во кој можеби ќе се обидам да мешаме жанрови и тој трилер доколку успеам да го продолжам и да го завршам ќе биде повеќе психотрилер од што трилер и тоа затоа баш ме инспирира не од давнешната смрт на режисерот Дейвид Линч, односно во неговите филмови тој продира во таа подсвест, во тој subconscious на човековиот ум, каде што создава филмови каде што имагинативното, односно сонот или фантазијата или илузијата се граничи со реалноста и баш би се обидел да експериментира во тој жанр, односно баш психотрилер, како под влијание од некои дела, односно некои филмови од Дейвид Линч. И другиот проект на кој се обидел да работам беа тие кратки раскази, short stories, каде што ќе пробам доколку продолжам пак на нив, ќе се обидам тие да бидат од повеќе жанрови, односно повеќе кратки приказни со кои ќе раскажуваат кратки приказни за ликови кои се соочуваат со секакви ситуации од повеќе жанрови. Но искрено не знам на која од тие два проекти ќе се насочам, но искрено би сакал да најдам време и да најдам доволно мотивација, односно мотивацијата имам, она што недостасува е дисциплина, како јас секогаш сум мотивиран, ама дисциплина некогаш е денеска имам, утре немам и тоа не е дисциплина, треба да е дисциплина. И би сакал тоа време и тоа внимание и таа мотивација и дисциплина да ги насочам кој тој психотрилер кој го започнав, кој добар дел од него е напишан, само треба да седнам зад компјутер и да пишувам уште малку. Дополнително прашање, дали една од тие две нели книги би ги локализирал во Македонија, бидејќи знам дека до сега не го правиш тоа? Па за кратките раскази да, некои од нив да, додека за трилерот искрено прво имав толку голема желба да локализирам нешто во Македонија, ќе ми беше многу полесно да пишувам
за дејство кое се случува во Скопје наместо дејство кое се случува, не знам, во Лас Вегас или во Париз или во кој знае каде. Но не знам како тоа би било прифатно и како јас тоа би го направила на некој непристрасен начин, да не осквернавам некои места, некои локации, сето тоа бидејќи не знам колку би пишувал, јас би сакал тоа локацијата во која ќе се случува дејството да биде сосема моја и јас да си играм како автор на начин на кој што сакам и да измислувам, да додавам, да земам. И затоа сметав дека доколку пишувам за Македонија, пишувам за Скопје, тоа ќе биде огромен подвиг за мене и ќе треба да бидам толку предпазлив што, како, каде пишувам. И затоа за да не напишам нешто зашто после ќе се кажам дека сум напишал нешто лошо за тоа место или нешто слично, затоа отидов на посигурна варијанта, па трилерот на кој моментално работам ќе биде пласиран во Париз, во Франција. Па за некоја следна книга, доколку соберам храброст да пишувам, би луцирал овде. Интересно ова што го кажа Благо. Да, пошто јас ги имам истиот некако сличен проблем со локациите. Јас оваа година не планирам можеби некои многу големи новитети, тоа веќе што ми е напишано и ќе оставам некоја идеја сама да дојде. Имам исто една започната, таа е веќе подолго, неколку години стои така започната и се обидувам да ја исто некоја книга како мистерија, дали се баш во готски стил или не. Таа се одвива во Шпанија и во Сан Франциско, така да слуши. Тука сме. Некаде сте блиски, Блиски сме, да. И е интересна, вака како концепт ми се допаѓаше, меѓутоа бара од мене многу ширење, многу проучување на тие локации, проучување на историски периоди и затоа малку ми е заглавена. Меѓутоа ќе се обидам да го пречисам стилот, да вежбам повеќе оваа година и тоа веќе што ми е готово, ако можам некаде да го пласирам, ќе бидам задоволна, за да не брзаме секогаш да мора сега книга за книга и тоа е некој притисок и темпо што нема потреба да го свое време. Треба да биде спонтано, така. Да, и јас имам тука ќе се надоврзам и да завршам. Имам еден друг проблем бидејќи ги локализирам дејствата кај нас во овој серијал кој што го пишувам, а дејството исто така и ми рипа со книгите и сега оваа следната книга која што ќе испадне фактички фремирана годинава, да. Меѓутоа таа понаредна која што веќе ми е почната 2027, така што пази сега, ти треба да ја предвидиш иднината и не можеш да фатиш брзо да пишуваш затоа што ќе одиш работи. И така оставам на времето. Фактички колку поблиску е до дејството кое се случува, толку и подобро, ако не е некаде далеко некој идно време. Одеш, ја мислам дека горе-долу исцрпивме доста теми и разговори поврзани со жанрот како еден подвид на литературата и таа дихотомија која што владее. Јас ќе ви се заблагодарам уште еднаш за вашето присуство во емисија. Мислам дека добри енергии споивме и со слични размислувања, ја би ги рекол чисто мисленици, со чиста мисла. Сега ќе поканам кога ќе испанат тие нови дела во некоја наредна сезона од овој подкаст, сега да повторно да присуствувате дали во рамки на Радио Моф или на друго место ќе видиме, меѓутоа продолжете така во таа насока. И јас знам што ми е следно за читање на репертоарот, бидејќи го имаме тој настан со Сузана во петок и со останатите авторки на крими трилери. Меѓутоа после тоа сега следува и Благо и јас мислам дека што ќе ми се бенди се повеќе, ова или Пекорен мен месец? Што мислиш ти? Почни од Ехото. Да, ги сакам сите три мои книги, ама Ехото е некако најмногу лична, најмногу автобиографски елементи, најуникатна, најмногу внимание имам посветено на неа. И доколку би морал да ти препорачам една од овие две или една од сите четири би било да Ехо на споделеното лудило. Океј, ти благодарам. Тоа беше тоа за оваа понеделничка вечер на новата емисија од Книжевни разговори. Се обидовме да фатиме се поврзано со жанровската литература, низиното значење во Македонија, а наредната емисија поврзана со другата дихотомија, литературна фикција или белетристика, ќе бидете известени со време за гостите кои што ќе бидат присутни во таа емисија. Останувам тука да ве поздравам, да ви посакам убава вечер и секако следната емисија понеделник 20 часот, 5-та сезона Книжевни разговори. Поздрав!